Почитувани гледачи, време е за уште едно дружење во емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС прва во овој месец март. Во наредните минути ќе посветиме и ќе оставиме простор за креативните индустрии и нивното помагање или нивното учество во развој на локалната економија. Во Струмица наредниве 8 месеци Сдруженијето за култура и развој на културни политики Транзен спроведува проект кој што треба да ги мапира културните, односно креативните индустрии и да подготват одреден проект, платформа, стратегија со која што тие можат да се вмрежат, меѓутоа заедно со креаторите на локалните политики, локалните власти, да овозможат поблагопријатна клима за развој на овој креативен сектор кој што и tekako учествува во креирањето на вкупниот економски продукт. Повеќе на оваа тема во наредните минути. Почитувани гледачи, како што кажав во главната најава, оваа емисија, дел од оваа емисија ќе биде посветен на креативните индустрии и нивниот импакт врз локалниот економски развој. Наш гостин е Јасмина Пиенманова, координатор на проектот кој што веќе почна да се спроведува, а има за цел токму да ги систематизира креативните индустрии во Струмица и да помогне во нивно промовирање, но и во нивен гласен збор во креирање на локалните економски политики. Јасмина, добро дојде во Бизнис Лаб. Еве, почнавте со спроведување на проектот кој треба да ги мобилизира креативните индустрии. Најпрво, што се влегува во креативна индустрија? Да ви заблагодарам на поканата на канал ВИС, секогаш не следите во нашите реализации на нашите проекти. Значи, во креативни индустрии тие се делат на традиционални креативни индустрии, тоа се тие занаети кои што ги практикувале нашите предци, ајде така да се изразам, кои што веќе изумираат, но можат да се обноват и плюс сите оние модерни индустрии, дигитални индустрии и плюс уметности. Значи по дигитални индустрии спаѓаат софтверските, се тоа што е поврзано кон софтверски дизајн, значи IT технологија, веб дизајнирање, графички дизајн и така натаму, и плюс уметности, значи изведувачки уметности и визуелните уметности и плюс превод, значи и издаваштво. Значи тоа на кратко едно да кажеме систематизација се што спаѓа под тој креативен сектор или креативна економија или креативни индустрии. Тоа е едно исто кога зборуваме за креативна економија и за креативни индустрии. Вие сте прилично инволвирани во оваа тема. Каква е сликата во Струмица? Колкаво парче од економскиот колач имаат овие креативни индустрии и кој е проблемот со кој што се соочуваат? Дали им треба нивно здружување, нивно окрупнување, нивна поголема презентација за да бидат дел за тоа што сигурно и тие придонесуваат преку она што го работат во развојот во локалниот економски развој, се разбира и во полнењето на буџетот? Па вака, сега да кажем дека прилично креативната економија, креативните индустрии не е позната во Македонија на национално и на локално ниво. Тоа е еден нов термин кој што во Европската унија се дебатираше на големо и сватија Европската комисија дека голем дел од европскиот буџет или некаде околу 5 месечини проценти, да не се лажам, го носе креативниот сектор. Значи и преку тој европски буџет издвојуваат голем дел Европската комисија преку реализација на проекти за развој на овој сектор, бидејќи невработеноста и на европско ниво е многу големо и дека токму тој креативен сектор или тоа трговец поединец во областа на креативниот сектор може да придонесе за намалување на стапката на невработеност. Сега кога станува збор за Македонија, исто можем да кажем дека досега не се биле актуелни таквите политики, иако преку Министерство за култура во претходното Министерство за култура имаше некој мал фонд, се издвојуваа мали средства за развој на креативните индустрии. Тој фонд беше наметен за невладини организации и поединци. Ние како здружение имавме реализирано 2-3 проекти, тоа беа мали проекти за дизајн, поточно за моден дизајн,
каде што нели изработувавме некои ташни, торбички и така натаму, но сега во ова министерство се уште нема таква најава дека ќе има таков фонд, иако нели во стратегијата на министерството и оваа нели стратегија која што се донесе во овој 5-годишен период, креативните економии заземат еден значителен дел дека треба да се развијат како на национално, така и на локално. Но дали ќе бидат субвенционирани, тоа се уште нели не го знаеме. Сега преку овој проект кој што ние го реализираме, најпрво сакаме да направиме едно мапирање, поточно правиме едно мало истражување да видиме каква е состојбата на на тој сектор на локално ниво, кои се потребите на самите луѓе кои што работат во овој сектор, и во подоцнашна фаза ќе направиме едно мало, нели, ние ќе ги застапиме тие граѓани пред локалната самоуправа, каде што нели ќе ги предочиме на локалната самоуправа резултатите од самото истражување и потребите со кои нели се соочуваат овие граѓани, што им е потребно, и да се изработи некој иден план, ајде да не кажеме стратегија, тоа е нешто многу нели големо да кажеме во овој период, туку еден иден план, средни чекори, како нели општината да делува ако може, и кои се нејзините ингеренции за да може да го развива овој сектор, дали преку субвенционирање, дали преку помош во изнаоѓање на простории каде овие луѓе би можеле да работат, така натаму. Бидејќи знаеме дека некои од луѓето кои што работат во овој сектор се соочуваат и со просторни проблеми, исто така и со човечки ресурси, бидејќи секторот е многу не прикриен, туку специфичен и луѓето ги немаат тие потребни вештини кои што нели им се потребни за да можат да вработат некој или меѓутоа кога би се воспоставила таа комуникација, тогаш може да има и преквалификација на луѓе од кои што се активни баратели на работа, кои што може да добијат вработување. Тоа ние значи во овој домен тоа е еден мал проект во нели 8 месеци, но сакаме преку него да на некој начин да ја развиваме повеќе, да ја развиеме свеста дека и тој сектор, креативниот сектор, влегува во зголемување или во развој на економијата на локално ниво и намалување на невработеност. Значи поаѓаме од европските политики преку националните па нели се до локалните нели политики. Иако во стратегијата на самата општина, значи и јас бев дел од таа изработка на стратегијата за култура, креативните индустрии влегува во еден мал дел, но не е разработен, значи тој дел, туку сега преку овој проект сакаме да направиме една мала доработка, значи или преку акцијски план или преку посебен план да ги направиме идните чекори заедно со самите чинители кои што го составуваат тој сектор, значи до општината да им дадеме некои препораки или насоки каде може да се вклучат да помогнат во развојот на овој сектор. Кои сте најинтригантните европски искуства кои што ги имате, кои што би можеле да се имплементираат во Македонија, па конкретно во Струмица? Добро, значи не можем да кажам нели Европа, значи тие се големи фондови кои што ги дава на пример за проекти милионски суми, значи тука спаѓаат некаде нели по класификација и културниот туризам спаѓа во креативна индустрија, така што се даваат огромни средства, значи како да ти кажам, €1.000.000, значи тоа се големи организации кои што нели преку тоа мрежување општина организација, креативен сектор прават чуда, значи од архитектонски, нели тука не ја спомнав и архитектурата дека и таа спаѓа во креативната економија, значи преку целосно уредување на просторот, на градскиот простор, како да кажам, преку целосни реконструкции, фасади и така натаму, кога станува збор за архитектурата, па целосни спектакли од музичката, нели изведбени уметности и така натаму. Тие располагаат со огромни нели суми, а ние не можеме да зборуваме за развој на тој сектор, бидејќи сумите се минимални и речиси и не постојат и ги нема. Значи, кога Министерството издвојуваше некои суми, тоа беа до 1000-2000 евра, не можеме да зборуваме нели за развој на
на тој сектор со такви минимални средства во минатото кога ги извојуваше, но само за развој на некоја поединечна идеја, да кажеме, креативна, кој што кај некој поединец или кај некој здружение на граѓани ќе се појавеше, иако до крај не можеше нели да го изреализира. Сега тоа нели го споменав, значи повеќе министерството водеше грижа за тие традиционалните, значи тој традиционален аспект, а не толку за тој модерен аспект. Значи никогаш не беше финансирала развој на видеоигри. Значи тоа е креативна економија или нешто нели слично на тоа, туку едноставно финансираше некои мали марами, торбички и така натаму. Тоа е ситна боранија, што нели ние би рекли. Значи колку овој проект да не е флоскула иницијална каписла за создавање на една основа на една платформа во кој што сите чинители заедно потоа би можеле да аплицираат до европски фондови за да се добијат поголеми пари, зашто сепак треба препознавање со име и презиме на креативците, луѓето кои што ги има во Струмица, нивно потоа групирање, нели? Размислувате ли во таа насока на среднорочно па и долгорочно? Па да, бидејќи нашата организација нели во самото име и стои нели развој на култура и креативни индустрии. Значи најпрви јас се радувам што нели некоја организација и ни даде доверба да и го препозна креативниот сектор како дел од економскиот развој. И точно дека и на среден план и на нели на долгорочен план ги имаме нели тие креативни индустрии во нашата нели мисија и визија тие да се развиваат и понатаму. Сега само да напоменам кога ми рековте каква е состојбата во Струмица на овој план за креативниот сектор, можам да кажам дека е задоволителна и дека постојат луѓе кои што и ги откриваме се повеќе и повеќе што работат на оваа поле, но тие делуваат само иницијативно и поединечно, а никогаш нели здружено или нели самите меѓу себе да се вмрежат за да можат да остварат некои поголеми цели, бидејќи ако нели некој работи во продукција или во театар, така натаму му треба и уметник, сценографи, така натаму, а тие меѓу себе не се познаваат, така што можеби ние на некој начин сакаме да ги мапираме луѓето и меѓу себе да почнат да се препознаваат за идни вакви активности. Тоа нели што сакам да кажам, најмногу значи преовладува таа во креативниот сектор повеќе нели секогаш има повеќе мажи отколку жени, можам да кажам дека тој сооднос не е толку задоволителен, но иако жените делуваат во еден посуптилен дел од овој сектор, тоа е во делот на модниот дизајн, значи имаме прекрасни нели можам да издвојам и некои студија кои што се истакна со својата нели дизајнерска работа од модниот дизајн, но се помалку ги има во овој нели сектор на графички дизајн, на овој дигиталниот нели секторски развој од креативните индустрии. Така што нели би требало повеќе да поработиме на тоа и повеќе да поработиме на младите да се вклучат и да го препознаат овој сектор како еден од секторите во кои што може да се самовработат и да екзистираат, затоа што младите не го препознаваат како сектор кој што може да им придонесе во нивниот буџет или да го решат нивниот проблем со невработеност. Така што размислуваме на повеќе теми, но далеку сме, морам да кажам дека далеку сме да земеме некои фондови европски, затоа што таму треба многу капитал, треба голема синергија помеѓу сите чинители во општеството. Зборувам за синергија нели локална самоуправа, национална и така натаму, за да може, затоа што видете овие пари не можеме ние ни да ги избуџетираме во некоја рамка, затоа што представуваат огромни средства кои што нели ги доделува Европската комисија, а тие не се на располагање. Можам да кажам дека издаваштвото добро веќе ги искористува овие пари преку
преку траншата на Креативна Европа. Значи таму стојат доста аудиовизуелните уметности, исто се дел од креативниот сектор. Таму има пари и за развој на филм, има пари и за издаваштво, има пари буквално нели за развој на овој сектор. Но ние се уште не сме доволно, нашите капацитети не се доволно развиени, посебно на оние луѓе кои што работат во креативниот сектор, бидејќи тие знаат само да создаваат креација, но не знаат како да се изборат за да дојдат до пари кои што им се потребни. Затоа тука треба да се обучат дополнителни кадри, дали општинска или локална самоуправа ќе придонесе во јакнење на нивните капацитети, или граѓанскиот сектор, за да може да им помогне како да дојдат до овие средства кои се на располагање. Да, предпоставувам се тие креативците, нив им треба административен дел кој што некој треба да им го истрчка. Сигурно тука може да се најде и соработката со одделение за локален економски развој, каде што постојат за меѓународни проекти. Сакаме да направиме некој таков линк и да ги воочиме, нели, слабите страни, јаките страни и така натаму, една свот анализа кој што, нели, кои се можностите, за да видиме дали во иднина ние можеме, знам дека можеме, бидејќи го имаме тој сектор, веќе, нели, колку толку развиен, но како да може понатаму да се развива. Значи, тоа е само еден мал иницијална каписла, како што рековте вие, проект, во кој што, нели, ќе укажеме што се нуди овој сектор. Така. Јас сакав да ве прашам, спомнавме за културниот туризам како дел од креативните индустрии. Статистиката покажува зголемување на бројот на туристи во Македонија, воопшто и во југоистокот. Го имате ли тоа чувство што како културен туризам би требало да се промовира за развој на локалната економија? Еве го имаме ние Струмичкиот карневал кој што помина, имаме филмски фестивал, театарски фестивал, па дури и може да се оди на по-мали проекти кои што можат да донесат гости од надвор. Па да, видите, Струмица има потенцијал, само треба добро да се систематизира и да се стави во еден пакет. Значи, сите овие работи, вие што ги споменавте, се поединечни. Значи, Струмичкиот карневал е одлична основа за да се развие еден сектор, еден модно студио на изработка само на костими за карневалот. Значи, тоа е тоа што сакаме ние да го поттикнеме и да укажеме. Значи, вие кога доаѓате од Скопје или од друг град на карневалот, сакате да купите маска, ама тоа да не биде венецијанска, нели, од овие маски кои што нели можете да ги купите секаде, туку да бидат специфични за нашата област, за нашето обкружување. Така што може да се размислува во овој дел. Исто така, кога доаѓа некој турист, треба да знае каде има галерија да си купи нешто од некој уметник или да си купи некој сувенир што некој произведува. Значи, тоа ништо не е ставено или нема маркетинг, нели добра промоција за некој да види каде може да се дојде до нешто да се купи. Значи, се е така стихино и така, нели, без расфрлано, без некоја посебна, нели, стратегија. А кога се тоа ќе се стави во еден пакет и кога добро, нели, ќе се осмисли и испланира, значи може да се направи еден добар продукт од Струмица. Значи, како целина. Така. Само да се навратиме на проектот, 8 месеци трае. Генерално спомнавме кои ви се плановите и кои се вашите резултати лично кои што ги очекувате? Па, лично очекувам да направиме една добра анализа на секторот, да видиме, нели, кој е потенцијалот и кои се нивните очекувања, нели, на самите луѓе кои што работат во овој сектор, да ги застапиме пред општината и заедно со локалната самоуправа да придонесеме во подготовка на некој иден план, ајде да не речам, со неколку чекори. Не мора да биде некој, не знам каков голем план, за да не може да биде исполнет, туку мал план со мерливи индикатори кои што може да бидат исполнети и за сите на крајот, нели, да бидеме задоволни и од ова да ни произледат резултати кои што понатаму ќе можеме да ги аплицираме до други, нели, такви грантови кои што, нели, може да ни
да ни дадат поголеми средства, нели да размислуваме, да со математичка прогресија. Така. Така. Јас ти благодарам за издвоеното време што беше гостин во Бизнис Лаб. Се надевам дека ги поттикнавме младите креативци да размислат, да не останат тивки во тесниот круг на своји соработници, туку дека здружени и заедно може да бидат погласни и во подобрување на положбата, се разбира и во зголемување на бизнисот преку оваа креативна индустрија. Благодарам, Катерина, уште еднаш. Се надевам дека ќе имаме и други прилики да разговараме, нели не само со вас, туку и дел да бидат и оние креативни од сектор да кажат кои се придобивките од него и така натаму, или да ни кажат дали се задоволни од тоа што го работат. Така, благодарам. Во продолжение на Бизнис Лаб, занимливостите од светот на бизнисот, иновациите, технологијата. Со цел да се промовираат поефикасни начини за изолација и заштита на објектите при нивно градење, тимот Чиле го развил Терморут, биоразградлив и 100% природен материјал за изолација. Пишува ArcDaily, а пренесува македонскиот портал Бизнис Инфо. Направен е од корени без генетски модификации или хемиски адитиви. Има топлинска и звучна изолација и е водоотпорен. За да се изработи потребни се од 10 до 15 дена, зашто истиот се развива во изолирани комори каде што преку процес на ртење се произведува семе од овезни или јачменски зрнца со посебно дефинирана дебелина на корените. Неговата изработка може да се врши при било каква клима и географска положба, со минимално искористување на енергија или вода. За разлика од другите материјали за градење, овој материјал почнува да гори дури по 60 минути од изложување на пламенот, велат неговите креатори. Например, за време на пожар, Терморут може да го абсорбира огнот до 1 час, со што им се остава можност на станарите да го напуштат објектот што гори. Креаторите на Терморут очекуваат производот целосно да ги замени конвенционалните изолатори, како што се проширениот полистирен, полиуретан или минералната волна, и да стане ефикасна алтернатива на природните изолатори што се штетни за животната средина и човековото здравје. Стартапот Geospace со седиште во Санта Моника креираше револуционерен хард диск за преносни електронски уреди. Меморијата на Geospace може да се проширува неограничено. Се поврзува со Google и Dropbox и може да поддржи до 8 уреди во исто време. Пренесува македонскиот портал b.mk Бизнис Инфо. Поврзан е со 5G Wi-Fi мрежа, а трансферот на податоци од еден уред на друг е неверојатно брз, односно 886 мегабајти во секунда. Освен тоа, го зголемува и сигналот на Wi-Fi мрежата во тешко достапните места во вашиот дом. Компатибилен е со iPhone, Android, лаптоп и таблет, а освен за трансфер на податоци може да се користи како Powerbank, па може да го полните вашиот телефон со и без кабел каде и да сте. Има влезови за USB-C и USB 3.1. Она што е можеби најдобро е тоа што батеријата на Geospace трае цела една недела. Geospace има своја кампања на платформата Kickstarter, каде што досега има собрано $94,240 од потребните 20,000, а кампањата трае уште 17 дена. Првата испорака тимот се надева дека ќе биде во мај годинава, а цената на овој производ моментално е $69. Најниската минимална плата во Европската Унија за месец јануари беше регистрирана во Бугарија и истата изнесувала 261 евро, велат податоците од Европската статистичка служба. Нешто повисоки, но сепак минимални плати во Унијата имаат уште 9 нејзини членови.
Во Литванија и Романија платите изнесуваат 400, односно 408 евра. Според податоците од Евростат, минимални плати во износ од околу 500 евра имаат примарно земјите од Источна Европа, пренесува македонскиот портал Бизнес Инфо. Голема разлика може да се види во минималните плати на Хрватска и Словенија. Минималната плата во Хрватска изнесува 462 евра, додека во Словенија таа речиси двојно е повисока, 843. Највисоки минимални плати над 1400 евра во Европската Унија имаат Ирска и Луксембург. Кај ирците, минималната плата изнесува 1614 евра, холандјаните 1578 евра, додека во Луксембург таа изнесува дури 1999 евра. Некои од земјите членки на Европската Унија не се дел од ова истражување, бидејќи тие немаат законски пропишана минимална плата. Сработи за Данска, Италија, Кипар, Австрија, Финска и Шведска. За разлика од најголемиот број земји во Европската Унија, во Македонија минималната плата е околу 200 евра. Просечната месечно исплатена нето плата по вработен во декември изнесувала 23.850 денари. And offers commanding views of the 12 grand avenues which radiate outwards like Поштовани гледачи, тоа беше се во ова првомартовско издание на емисијата Бизнес Лаб. Ако не успеавте да не фатите од почетокот, гледајте утре, петок и секако во среда. До наредното премиерно издание, до наредниот четврток, бидете во добро расположение. Пријатно!